И во вашата дискусија и во репликата која што ја кажавте, укажавте на фактот дека, нели, ја почитувате демократијата, дека доколку овој предлог закон се донесе, ќе влијае во демократските процеси, финансиската стабилност и материјалната благосостојба на Република Македонија. Но, искрено ви кажам, знаете, основно правило за демократија е почитување на процедурите. Рековте дека еве го почитувате собранието и така натаму, меѓутоа доколку го почитувате собранието, а ние како пратеници од опозицијата, за жал власта молчи, а верувам дека дел од нив ова што ние го кажуваме го знаат, но не смеат да речат ништо. И бидејќи навлеговме во така наречен спор, пратениците од опозицијата со вас, а немаме лично против, но еве вас ве испратиле, ние ви предлагаме начин како овој спор да го надминеме. Значи, дефинитивно имаме спор. И ви кажуваме дека предлог законот што го доставувате до пратениците, до Собранието на Република Македонија е противуставен, немате правен основ. Еве ви предлог што вие, бидејќи рековте, не можете вие сам да го повлечете законот и се согласувам во тоа со вас, бидејќи владата е, нели, колективен орган, но како представник од владата, испратен денеска за конкретниот случај, за конкретниот предлог закон, еве ви предлог што може да направиме за да го решиме условно речено спорот помеѓу нас и вас. Ќе даде пауза председателот на комисијата или ќе ја одложи за некој друг ден. Нашите сериозни забелешки, ако не ми верувате мене, тогаш го имате еден од најистакнатите професори по уставно право, кој што ви кажува дека не може, дека е преседан, дека е шокирана од вакво нешто, ќе ги пренесете во владата и ќе им кажете, луѓе, ајде да не ја претеруваме, да го повлечеме овој закон, да си продолжиме и да си продолжите на начин на кој што владата и досега ја терала работата. А по однос, јас не сакав како пратеник и да навлегувам во материјалната расправа, што било, како било, бидејќи за волја на вистината, ова е долгогодишен спор. На крајот на денот ние и не сме сите компетентни да говориме за ова. Но, еве, сме се консултирале, побаравме материјали. Го спомнавте државниот правобранител и тој вели дека би предизвикала последици спротивни на имотните интереси на Република Македонија и смета дека истата не треба да биде подпишана за спогодбата. Ги имате, предпоставувам, вие и вие овие материјали. Така да, еве ви даваме еден предлог, многу реален, многу остварлив, бидејќи вие кажавте дека сте дел од владата, како представник на колективен дел од владата, нека даде пауза председателот или нека ја презакаже комисијата, пренесете ги нашите пораки на владата, односно на органот кој што, внимавајте, ние го формираме. Значи, вас ние ве бираме, владата ние ја бираме, кажете им ги суштинските забелешки на законодавниот дом. Кажете им дека не може со законодавниот дом да имате ваков третман и не може да има ваков преседан, затоа што никој од овде не знае, ниту пак вие можете да гарантирате дека утре пак некој ваков спор на владата со некој акционерско друштво или не знам што, бидејќи не може да го реши владата или не сака, предпоставувам, ајде да им го дадеме на собранието. Не ве молам, такви преседани не. Без разлика што сте го крстиле предлог закон. Значи, еве го тоа мое решение,
Јас ве замолувам ова решение да го пренесете во владата и мислам дека на тој начин спорот кој што го имаме ќе биде надминет. Благодарам.